Најмалку 400 нови вработувања во следните 4 години, најави британската IT компанија Endava, која денеска отвори нови канцеларии во Скопје, со што и официјално почна со работа. Извршниот директор Џон Котерел изјави дека тимот во Скопје засега брои 36 членови, но во следните 12 месеци ќе достигне 100 лица. Брзиот економски раст, уште поинтензивниот развој на информатичкиот сектор и високообразованиот беа клучните причини поради кои го одбравме Скопје меѓу 40 други градови, истакна Котерел. Изразувајќи задоволство што уште еден странски инвеститор почнува со работа во Македонија, премиерот Никола Груевски нагласи дека ваквите настани се нов импулс за владините тимови во постојаните промоции на поволните деловни можности на земјава. Председателот Иванов се огласи по бомбата на опозицијскиот лидер Зоран Заев. Во писмена реакција од неговиот кабинет се вели дека Иванов дава целосна поддршка за брзо, ефикасно и транспарентно постапување на сите надлежни државни органи во утврдувањето на постоењето на активности спротивни на уставноправниот поредок и во санкционирањето на сторителите на кривични дела. Повикувам политичките субјекти во земјата да се однесуваат разумно и одговорно во согласност со интересите на граѓаните и државата. Само на тој начин ќе докажат дека нивните програмски определби се во интерес на демократијата во Република Македонија. Улогата на медиумите во демократското општество е да укажат на сето тоа што ги нарушува демократските процеси и е против интересите на граѓаните и државата. Во остварувањето на оваа улога ја имаат мојата целосна поддршка, стои во изјавата на председателот Иванов. Сојузот на синдикати на Македонија ја оцени како исклучително значајна владината мерка со која над 3000 хонорарци ќе бидат вработени на неопределено време. За председателот на синдикатот Живко Митревски со оваа мерка се решава еден децениски проблем со кој што се соочуваат работниците. Тој посочи дека станува збор за регулирање на работниот однос на огромен број на луѓе кои немаат решен статус и не беа внесени во системот на социјално и пензиско осигурување. А Собранието на Република Македонија одлучи по скратена постапка да ги донесе законите за трансформација во редовен работен однос, за изменување на законот за високо образование и така наречениот закон за хонорарци. Председателот на Собранието Трајко Велјановски нагласи дека денеска прво ќе заседаваат матичните и законодавно-правната комисија, пошто ќе продолжи 36-та седница на која треба да бидат изгласани законите. Украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека тој, украинската влада и парламентот се подготвени да воведат вонредна состојба на територијата на Украина во случај на неуспешна средба на Врбот, што ќе се одржи денеска во Минск. Вонредна состојба според него би се вовела и доколку има ескалација на конфликтот во источна Украина. Црвениот телефон меѓу Вашингтон и Москва се вжештил откако американскиот председател Барак Обама му се заканил на рускиот председател Владимир Путин. Според руските медиуми, двајцата имале предупредувачки разговор. Како што објавија од Белата куќа, американскиот председател му рекол на рускиот колега дека ако Русија продолжи со својата агресија кон Украина, тогаш цената за Русија ќе се зголеми. Според Обама, Москва испорачува оружје во источна Украина и обезбедува финансирање на плати и војници.